Попустливоста на македонските власти пред бугарските колеги не доведе во ситуација бугарските барања и услови да станат и европски, односно дел од преговарачката рамка на Македонија со Европската унија. Според поранешниот амбасадор Ивица Боцевски, тоа го донеле протоколите пред се последниот од пред една година, кој е производ на францускиот предлог. Вели во него влегле историски точки кои што воопшто не биле договорени во заедничката историска комисија, и тоа со амин на Димитар Ковачевски и Бујар Османи. Тие велат се што договара комисија треба да влезе во македонските учебници по историја. Па гледавме дека не само тоа, туку и прашања кои што не биле никогаш дискутирани во разговорите меѓу комисијата влегува во протоколите. Кој ги внесол тие работи во протоколите? Како биле внесувани тие работи во протоколите? На крајот на краиштата и живееме во 21 век насред Европа, каде што правото на слободено изразување е неприкосновено. Дел од правото на слободно изразување е слободата на академското творење. Во минатото и сега бевме сведоци на јавното еден вид воодушевување кое што македонските политички лидери го има кон бугарските колеги. Заев со воскит го нарекуваше Бојко Борисов брат, додека Стево Пендаровски со воскит гледаше на Кирил Петков. Според Боцевски, понизноста на македонските политичари од власта е една од причините што Македонија се наоѓа во оваа ситуација, кога спорот со Бугарија е во прашање. Сеќавате кога председателот Пендаровски нарече Кирил Петков Мандела, или рече дека е сличен на Заев, дека он носел нов дух и така натаму. Кирил Петков беше на отварањето на клубот Ванчо Михајлов. Под патронат на владата на Кирил Петков беше направен бугарскиот предлог, додека траеше француското председателство. Сега неговата партија предлага декларација да се прогласи Илинден за бугарски празник. Забележува дека за разлика од нашите, бугарските лидери имаат многу поостра реторика кога Македонија е во прашање. Забележуваме дека реториката, посебно реториката на председателот Радев, тој трга од тоа дека имало, не знам, над 100, 200, 300 илјади луѓе со бугарско самочувство, повекувајќи се на тие лица кои имаат бугарски пасош. И тоа е исто така една ефтина провокација. Од досегашните преговори меѓу Македонија и Бугарија ние не добивме речиси ништо додека Бугарија си ги остварува своите планови. Од добрососедскиот договор произлезе заедничката историска комисија која досега договори дека цар Самуил, светите браќа Кирил и Методи, свети Климент и свети Наум покрај македонски биле и бугарски, додека пак Самуиловото царство во македонската историографија под покровителство на шефовите во комисијата Драги Ѓоргиев и Ангел Димитров стана бугарско.